Ова видео е за сите оние што биле диагностицирани со рак на дојка, биле оперирани, можеби примале хемотерапија или евентуално поседуваат генетска предиспозиција за појава на истиот. Ајде најнапред да видиме кои се двата гена кои што се одговорни за тоа дали ќе имаме зголемен ризик за појава на рак на дојка. Првото нешто е BRCA1 ген, кој што може да ја зголеми веројатноста за појава на рак на дојка до дури 72%, доколку го поседуваме. И вториот е BRCA2 ген, кој што ја зголемува веројатноста до дури 44%. Но тогаш се поставува прашањето, зошто некои жени кои што ги поседуваат овие гени, дел од нив добиваат рак, а дел од нив не добиваат рак? Значи, одговорот лежи во така наречената епигенетика, на која што во последните години се обрнува страшно многу внимание, или така наречените надворешни фактори и околната средина. Ајде да видиме кои се тие надворешни фактори кои што всушност се одговорни за да дојде до отклучување на овие два гени. Значи, пушењето, консумацијата на алкохол, зголемениот прием на јаглехидрати, зголемениот прием на нитрати, кои што представуваат соединенија кои што се наоѓаат најчесто во сувамеснатите производи. Потоа, приемот на хормонска терапија, приемот на контрацептиви и изложеноста на токсини. Кога станува збор за изложеност на токсини, имаме предвид изложеност на пластика, хербициди, пестициди и една група на соединенија кои што се нарекува зиноестрогени, кои што представуваат соединенија кои што се наоѓаат речиси во сите значи препарати за лична хигиена, ако можеме да ги кажеме на таков начин. Ајде да кажеме дека ова сме го направиле. Што е она што можеме да го направиме за драстично да го намалиме ризикот од појава на рецидив и воопшто појава на самиот рак? Значи, на прво место, редовна консумација на брокула, карфиол, прокел, рукола, зелка, кели. Сите овие зеленчуци содржат една состојка која што се нарекува сулфорафан. Овој сулфорафан е докажан дека има антиканцерогено дејство, особено кај оние видови на рак на дојка, кои што се хормонски или естроген видови рак на дојка, од една страна. Од втора страна, значи, представува многу моќен антиоксидант. И на трето место, играе улога на нешто што се нарекува инхибитор на еден ензим, кој што се нарекува ароматаза, кој што е одговорен за претворање на тестостеронот во естроген. Значи, го блокира овој ензим за да не може дел од тестостеронот да биде претворен во естроген. На второ место имаме уште еден додаток во исхраната кој што се нарекува индол-трикарбинол. На кој начин помага овој индол-трикарбинол? На тој начин што го зголемува количеството на така наречениот добар естроген и го намалува количеството на така наречениот лош естроген. Зошто е ова важно? Затоа што многубројни научни истражувања покажуваат дека високата концентрација на 2-хидроксиестрон или така наречениот добар естроген е тесно сврзан со намален ризик, значи, од појава на рак на дојка. Тоест, колку повеќе имаме добар естроген, толку е помал и ризикот за рак на дојка. На трето место, интермитентен фастинг или ограничување на временскиот период во текот на денот во кој примаме храна. Доколку сега започнувате и не сте навикнати, започнете полека, да кажеме некаде околу 12 часа во текот на денот во кој нема да примате храна и постепено зголемувајте го овој период, идеално е да постигнете од 18 до 20 часа период во текот на денот во кој што воопшто не консумирате храна. На четврто место, многу важно, намален прием на јаглехидрати. Значи, идеалниот случај е кето исхраната. Зошто? Затоа што на овој начин ќе го ограничиме приемот на јаглехидрати и на таков начин ќе го ограничиме и горивото на овие канцерогени клетки, затоа што тие обожаваат да се хранат од нешто што се нарекува гликоза. На пето место, прием на органска храна со цел да се заштитиме од изложеноста на хербициди и на пестициди. Потоа, физичката активност е уште една работа која што е научно докажана за намалување на појава и како и на рецидив, како и за првична појава на самиот рак. Потоа,
намалување на стресот. Исто така е многу важно затоа што исто така има и играе улога во активирање значи на овие два гени доколку ги поседувате. И на крајот да не ја заборавиме и позитивната мисла.